Потешката ноќ противпожарните екипи успеа да го запрат пожарот кој ги загрозуваше селата Бонче, Подмолје и Лопатица во регионот на Прилеп, додека главниот дел од пожарот во Мариовско е ставен под контрола. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов информираше дека ситуацијата останува најзагрижувачка во Никуштак во Липково, каде пожарот е надвор од контрола. Во текот на денешниот ден таму се испратени дополнителни противпожарни возила и пожарникари. Екипите на терен продолжуваат да се борат со огнените стихии, додека властите предупредуваат на можност за повторно активирање на пожарите поради високите температури. По голема благодарност до тимот за брз одговор на ДЗС, огнениот тим на ДЗС, составен од доброволни пожарникари од Битоло и Кочани, кои што се качија високо во овие ридишта околу мене и ја гасеа огнената линија чекор по чекор, метар по метар, километар по километар. На моje големо неверување изгаснаа повеќе километри огнена линија која што сега ја нема, како да не постоела. Ангелов информираше дека пожарот во Мариовско, кој беше и најголем оваа сезона, е ставен под контрола и екипите работат на негово целосно гаснење. Оптимист дека денес имаме можност да му го зададеме последниот удар, па дури на мој изненадување целосно да го изгасеме овој најголем пожар оваа сезона, пожар кој што се одвива на тежок за гасење терен, пред се составен од екстремно висока трева висока до градите, баруцува трева, но и многу грмушки трње. Ниска и неквалитетна шума, а на некои места и квалитетна шума. Овие села се празни. Во ова село Лопатица, во кое што се наоѓам сега, кое што може да се види зад мене, престојат само двајца. Дури и тие не се постојани жители, а овде имаме 50 на куќи. Во меѓувреме, од ДЗС информираат дека во текот на последните 24 часа во земјата се регистрирани над 32 пожари, од кои повеќето веќе се изгаснати, додека активни остануваат пожарите во Македонски Брод и Студеничани. ДЗС апелира на максимална внимателност, бидејќи високите температури и сувата вегетација го зголемува ризикот и една единствена искра да предизвика голем пожар.